Дури 50% од повиците на СОС телефонот за деца и млади во Мегеши годинава биле заради финансиска помош. Голем дел од јавувањата биле за да пријават семејно насилство, а кај тримало и сомнеш дека се сексуално злоупотребени од близок роднина. За оваа тема во вестите повеќе детали има колешката Маја Јовановска. Маја, кажи ми колку вкупно повици имало на СОС линијата? Па, Ѓорги, во изминатите 11 месеци на СОС телефонот за деца и млади во првата детска амбасада во светот Мегеш имало 102 повици. Од нив, како што каже и ти, половина биле поврзани за проблеми со сиромаштијата, но и за семејното насилство и за сексуалната експлоатација на децата. Во овие вести на оваа тема разговараме со директорот на Мегеш, господин Драги Изменец. Добро вечер. Ако минатата година беше семејното насилство, годинава изби сиромаштијата на прво место. Да, јас на пресконференцијата нагласив дека би биле среќни 21 година од постоење на СОС телефонот. Всушност, децата во трето оделение го учат 0801-2222 и знаат за што служи. Тоа е првичен телефон кај што е строго доверлив и децата можат да говорат слободно за своите љубовни, семејни, училишни проблеми. Но она што многу не растревожи, би рекол, се вжешти телефонот со детска сиромаштија и децата, нивните најблиски родителите бараат решение за нивните проблеми. Екзистенцијалните проблеми се првични кај нив. Децата не можат да ги пуштат на училиште со стара облека, обувки, без школски прибор. Тие се дискриминирани кога одат во училиште, се отфрлени од најблиските, значи оваа ранлива група на деца, навистина им е неопходна помош од пошироката заедница и затоа апелирав граѓанскиот сектор, социјално одговорните компании и државните институции да поведат повеќе сметка за задоволување на елементарно право детето да оди во училиште навистина средено онака како што му доликува на секое дете во училиште. Споменавте и други проблеми меѓу кои семејното насилство останува она горлива тема и сексуалното злоставување на детето. Да, и за жал на трето место се бракоразводните постапки. И семејното насилство, независно дали жената или мажот е жртва, економско, физичко, било како тип на насилство, детето е секогаш жртва. Значи тоа мора да им биде јасно на родителите. А она што исто така е болно и трауматично кога родителите се разведуваат. Имено статистиката не е милосрдна и говори дека секој четврти брак се растура и дека во тој процес на бракоразводна постапка детето повторно е и травматизирано со тоа што треба да се одлучи Центарот за социјална работа да даде препорака до судот кому ќе му го довери правото на старателство, кој ќе го има правото на видување и најчесто кога родителите се закарани, тогаш многу малку посветуваат за најдобриот интерес на детето и тие се пресметуваат и многу често детето пати страда и не секогаш се постапува по најдобар интерес на детето. Сите од овие проблеми се големи сами по себе, меѓутоа она што остави впечаток, 3 лица се јавиле за сомневање за деца кои што биле сексуално малтретирани. Да, има основен сомнеш на сексуална злоупотреба, за жал постапката трае долго. Ние инсистираме да осумничениот биде ставен во притвор, детето да не се травматизира со неколку изјави во Центарот социјална работа или во полицијата, да биде 1 до 2 изјави и никако судијата да не дозволи на главен претрес очување на детето жртва со осумничениот. И наша препорака е да се отвори прифатилиште, итно прифатилиште за првите 48 часа дете да биде згрижено. Оно што исто така апелирам, дека Комитетот за правата на детето го препозна СОС телефонот како голем и важен индикатор за состојбата со правата на детето, инсистира државата да изнајде механизми, не само финансиски да го одржува, туку и да го хармонизира со европскиот број 116-111 и 116-000 за грабнати киднапирани деца, да биде финански поддржан од државата, Телеком да се јави како носител на оваа програма и да биде 24/7 достапен од сите мобилни и фиксни оператори во Република Македонија. Господин Збијанец, каква е соработката со институциите? Еве кога ќе се јави еден проблем, дали реагираат навремено и дали детето е нели во центарот на нивната? Она што граѓаните го препознаваат и децата кај нас е што кога ќе дојават случај кај нас, знаат дека ние веднаш реагираме и на некој начин вршиме дополнителен притисок институциите да си ја завршат навремено и брзо работата. Така да ние бараме од нив информација и тие ни дават информација, соработуваме со нив, но секогаш се ставаме во најдобар интерес на детето. Ви благодарам за разговорот. Ѓорѓе? А ја ти благодарам за ова јавување, а ние продолжуваме понатаму.